Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, добро дојдовте во Гласот на народот. Ова не е емисија за трагедии. Ова е емисија за државата. Македонија во 3 децении независност доживеа 2 настана кои секојаш ја одбележаа. Одбележан атентат врз председател и авионска катастрофа со председател. И наместо одговори добиваме молк. Наместо истраги заборав. Наместо вистина добиваме тешки институционални тишини. Вечерва не прашуваме што се случи, почитувани. Вечерва прашуваме зошто државата никош не собра храброст да ја каже целата вистина. Јас сум Слободан Томич, вашиот домаќин, автор на овој проект кој за прв пат за тие што ја гледате, не верувам, 4 на век и повеќе од 4 на век, се дружам со вас. Сега нова фреквенција на вистинската телевизија, ќе говориме за вистината, само вистината и вистината. Бидејќи во ова наша Македонија никако да се разбере зборот вистина во вистинска смисла на зборот. Не е тавтологија. Ова е целосно како што е диагнозата, бидејќи вистината го има своето место како и метлата кој го чисти џубрето, но за жал таа е зад вратата. А кој треба да бидат зад вратата? Зад вратата и зад решетките треба да бидат што цело време, сиот тој временски простор, одрече си 3,5 децении, Македонија ја уништија, ја сотра, ја со еден збор дилитира од единствениот документ на светот кој не е ретуширан, тоа е Светото писмо. Љубам и ќе кажам дека навистина во највредното писмо и книга на светот ние сме спомнати повеќе од неколку пати, 25, 6, некаде и 30, не е битно бројката, битно е фактот дека македонецот некој свесно го уништува и му создава еден лош моментум да нема момент на самоспознавање, самодефинирање и само организирање во делот на меѓусебното поврзување и почитување. Да не должам многу, бидејќи сепак овој формат од 90 минути, имам 20 соговорници, ќе ги најавам веднаш по мојата колумна електронска или мојот наслов на срце ми лежи, на душа ми тежи. Да ве поздравам, почитувани, од мојата екипа, Кристина Томич, главен продуцент на оваа програма и дизајнер, и Иван Алексовска, главен инженер во техничко водство. Одиме со еден краток джингл и се враќаме во студио. На демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Да, драги мои, вообичаено не е електронска колумна, тоа е моја рубрика, бидејќи ако не си кажам тоа, кај ќе си кажам? Тоа што ми лежи на срцето и ми тежи на душата. Денес зборуваме за вистината што не смее да се молчи, за системот што мора да одговара. Не зборувам од гнев, не зборувам од омраза, зборувам од право и од болки. Јас сум новинар, јас сум татко. Случајот со моето дете не е поинако во случајот со кој било друг пациент. Ако државата имаше обврска да обезбеди ревизија
за онкологија, тогаш таа врска важи и овде. Се мисли за хематологија. Излогов, почитувани минатата недела, со едно обраќање до професор доктор Сонја Ставрич, директор на хематологија. Имено, госпоѓата Сонја Ставрич, како што ве известив, а повикувајќи се на бурата информации, кои доправи до моето уво и мајчи факт знаат во која ситуација минувам, дека организирала, како што почитуваните професори организираа за експорт, извоз на македонските мозоци, имуват без да ги... Да не беше Епштајн. Верувајте, во најните 3 века не бе да знаете што се случува, како и за други работи што ни се случуваат во државата. Да не беше апсењето или доброволното предавање на Артун Груби, кој на еден грубијански начин ја уништи Македонија, заедно со Зоран Заев и таа клика, кој во сите овие години измечарувал во секој случај за меѓународната заедница, знаете, тој беше измечар во многу од меѓународни организации, така да истиот дојде со ЕСАП за да ја дезавуира фактичката ситуација и да си го спаси задникот. Простете, народна забелешка. Но како ќе се одрази сето ова визави се ова што нам ни се случува пред наши очи и наши уши, имајќи факт дека Македонија во овие 7 години изминати е оплячкана преку 32 милиарди евра. Не само тоа, продадено името. 150 милиони долари, тоа го кажа господинот Ѓорѓ Иванов. И да не редам, да не бројам. Останува вистината да дојде на вистинското место од страна на ова политичка клика, политичка гарнитура, која е единствена. Јас првиот ден реков, ако ја зезне ситуацијата господинот Христијан Мицковски, што не верувам, верувајте, че се избришите сами дека сте македонци и дека повеќе не постоите. Сега е моментумот. Сега е шансата да ги земете сите работите во ваши раце, народе, заедно со луѓето од кому му дадовте поддршка. Но и почитуваниот премиер, председател на ВМРО-ДПМН и премиер на владата, гледам дека е авик плезир со задоволство прифаќа идеи, прифаќа луѓе, прифаќа иницијативи, да му се даде можност заедно со умните и поумните, можеби во обкружението, да нешто се направи за Република Македонија. Со оглед дека покажа една единствена принципиелна ситуација, а тоа е дека Македонија оди по вистинскиот пат. Не е клиентелизам, не е баци рака, не е баци кондура, рече нон пасаран. Нема да помине и натаму ваков дитак, бугарски, француски модели, предлоги така натаму. Нам никој не може со сила да не внесе таму кај што ние без достоинство. Влагаме таму кај што ние местото со достоинство. Тоа е мојата колумна на срце ми лежи, на душа ми тежи. Барам уште еден джингл и официјално да започна вечерашната емисија. Останете со нас. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Да, драги мои, вечерва бев помалце подолго од предвиденото, од 5 минути, ви земав 3 минути на моите соговорници, а тоа е темата штудентска вечерва, че ја говориме се за атентатите, несреќите и тишините околу македонските преседатели. Вчера се одбележа 22 години од трагичното заминување на преседателот Борис Трајковски, инаку 30 години од атентатот на господинот Киро Глигоров. Задоволство и чест ми е да го поздравам господ Љупчо Ристевски, председател на Интегра. Добро вечер и добро дојдовте. И господин Славчо Десподов, историчар, автор на ова прекрасна монографија, режија, да, прекрасна монографија. И му честитам на вистина и на господинот Димитровски, газата на Европа 92, Радко, кој повеќе пати покажа што е македонштина. За ова монографија, бидејќи ретко се дрзна некој да напишат монографија. Знаете зашто вечера говорам со овие двајца прекрасни луѓе, што викат охриѓаните, убави луѓе, убави бидејќи ја имат вистината во срцето. Душата нивна е македонска, не е измечарска. Господин Ристовски, имав и ја таа привилегија да се познавам, да се дружам со нашиот председател Борис Трајковски, но вие бевте уште поблизок од мене
за 90%. Ќе започнам со господинот, бидејќи, ако ми дозволите, па ќе одиме на монографијата. Со оглед дека Македонија вчера одбележа 22 години од овој трагичен настан, кој, реков, нема никаква цела тишина. Што ќе дадете еден ваш коментар за почеток за отварање на емисијата? Непријатно е секој пат да се зборува за трагедии. Меѓутоа, јас сум секогаш поборник да се гледа позитивното од животот, од достигнувањата, од дострелите на секоја индивидуа, особено на председателот Борис Трајковски. Вие добро кажавте, ние бевме и лични пријатели, се знаеме долги години, по линија на методистичката црква. Председателот беше и проповедник во методистичката црква, лаички проповедник, тоа е статус на проповедање без формално работно ангажирање. Јас сум исто така лаички проповедник во методистичката црква и развивме едно многу добро пријателство и кога јас бев во владата како државен советник за анализа на политика и координација, тој беше председател на државата и често пати знаевме да искомуницирам и после работно време, да ме повика во неговиот кабинет, да се консултира со одредени теми. Всушност тоа беше моја работна задача во владата. И за многу важни историски моменти и ситуации исто така сме со саати одвојувале време да дискутираме и приватно и во кај него и во домашна атмосфера и во кабинетот и така натаму. Сега, знаете, блажени се миротворците е еден од цитатите во Библијата, кој што стои на неговата надгробна плоча. Веројатно, тој цитат го отсликува најдобро Борис Трајковски како политичка личност, но исто така и како човек. Така. Не можеме да ги одвоиме тие два елемента, затоа што и во едното и во другото, моите сеќавања се дека Борис го водеа библиските вистини. Во секоја прилика тој бараше одговори на не само на животните прашања, но и на политичките, на државничките прашања, бараше одговор во библиската вистина, бараше во Библијата. Сега во јавноста, знаете, секогаш ќе има дилеми, ќе има спротивставени гледања, спротивставени ставови. Не секој може да разбере таа димензија, таа духовна димензија на политичките прашања, на државничките одлуки и така натаму. Јас не глорифицирам никого во мојот живот, освен Господ. За мене Исус Христос е единствениот на кого можеме да му дадеме сета слава, чест и почит. За луѓето можеме да разговараме од човечка дистанца. Особено за Борис, веројатно и со доза на емоции, заради блискоста која што имавме. И за мене, еве, како вовет, можам да кажам дека станува збор за еден извонреден човек, прво како човек, со човечност во себе си, со добра мисла, не знаеше зло да направи никому. И како духовник исто така се држеше често пати до Библијата и како формат на председател тој знаеше да проповеда во методистичката црква, да одвои еднонеделно претплане да одржи проповед. И веројатно со тој негов габарит го привлече вниманието на светската политичка елита. Иначе, без лажна скромност, беше личен пријател на семејството Буш, исто така по таа методистичка протестантска линија. Ние во времето на мандатите на председателот Буш имавме изворедно привилегирана позиција како Македонија заради личното пријателство со Борис Трајковски. Знаете дека на почетокот на неговиот мандат, првиот ден, дури на роден денот на неговата сопруга, Лора. Да, тој ја подпиша првата одлука утрото за признавање на Македонија под името Македонија. Значи, дури Македонија. Чекор понапред. Тоа беше еден страотен исчекор на основа на кој потоа еден бран од 143 држави во светот ја признаа под уставното
име Република Македонија и ние имаме изворена добитна привилегирана позиција на основа на едно лично познанство меѓу двајца председатели. За волја на вистината и за среќа наша се погоди да тој е еден од најмоćните политичари, ако не и најмоćен во тоа време на планетата Земја. И само уште едно нешто за илустрација. На денот на авионската несреќа, на масата во кабинетот на председателот имаше, според моје сеќавање, простите ме ако немам точна бројка, меѓутоа околу 43 барања за посети од светски државници. Колку 43? 43 во тој момент имаше барања од светски лидери да се сретнат со нашиот председател. Замислете каква е таа позиција на авторитет и меѓународно влијание кога 43 светски државници, значи од насекаде од планетата Земја, поднеле барање за средба со председател, дали во Македонија, дали кајнив да оди во посета, сеедно, меѓутоа тоа се барања за средба. И сега сето тоа споредете го со сите останати председатели до сега во овие 36 години и ќе видите за како формат на политичар станува збор. Така, како вовет. Да, ти благодарам. Во секој случај, професоре Славчо Деспотов, вие сте историчар во секој случај. Не случајно се земав за право како новинар, како домаќин ваш, да кажам, се дрзнавте и направивте една прекрасна монографија што ја немаме во просторот за почитуваниот председател, но ќе одиме и други теми, бидејќи зад името Борис Трајковски стојат многу контроверзии, големи шпекулации, големи недоречености. Што ве потекна, што ве натера да направите оваа монографија? Поривот беше да уште после настанот, трагичниот настан во 2004 година, и следев дневните случувања, односно известување на новинарите и од местото на настанот и сите тие дилеми, односно наводи во нивните текстови. Имаше разни шпекулации, разни индиции и така натаму, кај што се објавуваат разни работи, проверени, непроверени, официјални, неофицијални во тие текстови на печатените медиуми и ги следев прилично. Меѓутоа, негде во 2010 година, пошто во Домот на култура, кај што бев директор, имаше библиотека. Во Делчево, добивавме книги од различни жанри, од различни издавачки куќи. И случајно ми падна една книга на српски писател Милан Видоевиќ, познат писател од Србија, вика се Досие Омега. Малку заинтригира оваа, затоа што првиот роман што го напишал во Делчево, односно родокрајен автор што напишал во Делчево роман, беше мојот под наслов Македон, 93 година, во издание на Матица Македонска. И малку ме заинтригира таа книга Омега, Досие Омега, и почнав да ја читам детално и негде 360 страна, така нешто, 368 страна, се зборува за авионска несреќа на министерот за трговија на Америка во Дубровник. Така. И го пишува тој таму са, кај користел материјали писателот, како се случи, што се случило, објаснува на 3 страни, сите тие работи, а пошто следев се што се случува, што пишува медии, односно средства за јавно информирање и печатени електронски, да ми дојде мисла дека се работи за ист случај, затоа што се под ударностите на таа несреќа. И несреќата на господин Трајковски 2004 година, а несреќата се случила со американскиот втор авион во воздухопловството. Првиот е на председател Клинтон тогаш, а вториот бил тој што се срушил во Дубровник. Во Дубровник. И сега тргнал од Тузла до Дубровник, има таму со вор, што е уредот за одредување висината, наводно му исклучиле вор, после му пуштиле, удрил во брдото тамука и 34-35 патници загинуваат со ударот во брдото кај Дубровник. Лошите услови не били метеоролошки, Трагата што е после водена испаднала дека пилотите кривите. Може да мислите сега втор авион во плоштото на Америка, а овие пилотите виновни, необучени за да загинат сите таму заедно со министерот за трговија Рон Браун.
И тоа малку ми поттекна нешто. Викам, чека да се вратам ја назад 7 години, од 2004 година, да видам тие вестници. Седнав таму во библиотеката и викам на тие библиотекари, дајте ми вестниците од 2004 година, од настанот, после месец-два додека беше актуелен случајот. И ми ги дадоа таму погодишнини по ова, седнав, листав, под ударности, многу исто како да е правено копи-пейст несреќата на Рон Браун и на Трајковски. И седнав, напишав негде месец дена ми требаше ова еден фелтон, го напишав негде 5 страни прилично аналитички обработени и така натаму од сите тие наводи што ги најдов во печатот. Направ една компарација со несреќата во Дубровник и го напишав фелтонот. Понудив на неколку издавачки куќи, односно вестници печати, не смееше никој да го објави. Синот работеше тогаш како новинар кај господин Панде Колимишевски у Бизнис, а Бизнис вестник беше економски вестник, не беше толку популарен и толку неделен вестник. И го објави го 5 продолженија и мислам дека беше тоа иницијална каписла да со доаѓањето на Груевски на власт тогаш во 2006 година, фактички 11 година објавен фејтонот, сега се 15 години од објавувањето. Мислам дека и тоа беше иницијативна каписла да се формира втората комисија, бидејќи една комисија постоеше, истражна комисија за настанот на господин Трајковски во 2004 година на чело со воздухопловен генерал Салко Бегиш во Босна, во кој што имало и македонец еден член, имало од фирмата што го направила авионот од Америка, од Региус некој представник и представник на СФОР, некој мајор таму, пишува во тоа, сега да не се спомнувам и така натаму. И негде околу 30 помошници, по тројца, по четворица за секој сегмент. И направиле извештај, кој извештај повеќе прикрива и повеќе подготвува, односно поставува прашање и некој што дава одговор. Ама не го знаем, јас имах некој овие штампата да инсинуира за сите тие наводи, ова како атентат, дали овај трагичен настан и така натаму. И не бев сигурен јас, имав некој сомнеј, ипак новинарите, знаеш, сакаат сензационалистичко нешто да биде приемливо за публиката, меѓутоа не само новинарите, него најдов и некои портали и телевизиски куќи за годишнини кои што објавуваат дека се сомнева и тоа странски, не денешни Слободна Европа, BBC, не знам још кои таму кога ги имам како 15 овие прилози во монографијата, дека најавуваат, односно тврдат дека се случил атентат, дека не се случила трагедија. И мислев ова годишни сега, ова година е 70 години од раѓањето на господинот Трајковски, 15 години од издавањето на мојот фејтон таму у Бизнис кај Панде Колимишевски и 22 години од трагичниот настан. И мислам да направам еден проширен фејтон со прилози на овие од штампата и од телевизиите. Меѓутоа, ми така случајно, викам, знам нека Сотир Костов беше член на комисијата од Македонија што истражуваше, му се јави по телефон, вика дојди у Скопје да се видиме. Дојдов, вика има некој материјал, вика ќе ти пратам, ама многу е обширен. Викам прати па да видам јас дали ми одговара, како средства за издавање и така натаму. Ми прати двата извештаја оригинал форма. И едниот од 2004 година на Салко Бегич и вториот 2014 година доктор Омер Кулич. И сега седна пред 10 дена, гледам повише се крие во тие извештаи, меѓутоа има индиции меѓу редови кои што малку здраво разумно ќе го анализира текстот, дека има индиции, не само индиции, дека факти има, дека се работи за атентат, а не за убиство во секој случај. Да, убиство, и тоа не само класичен атентат, него и грозоморно убиство, за тоа што прашање беше председател. Тука сме да ги ставиме на маса и да разговараме, рековме дека ние нема да молчиме. Господине Љупчо, сакам да ве замолам со оглед дека во мојата емисија повеќе пати гостувавте и кажав на почеток, ние не молчиме. Ние сме единствени што не молчиме.
Ние акцентираме, потикнуваме секоја мистерија да ја дефинираме, да дефинираме од која страна е дефинирана, дали е да се стават сите работи под тепих или треба на видео. Јас да бидам почитувани една мала дигресија, че ми дозволат моите соговорници, јас бев планиран да бидам дел од екипата да заминам во Мостар. Тогаш таква Божја промисла, јас секоја ќе речам, само Господе, тој што ги реди работите. Знаете, ја изгубив ме избрка од МТВ и ќе трубам, ќе зборам додека сум жив. Ама пак Господ така сакаше. Одев со гласот на народот на цела Македонија и господинот Чович, председателот на председателството на Босна, ме покани да ми даде интервју во Охрид. Се сретнавме во хотелот, исправите ме ако можеме, најатрактивниот на Охридското крајбрежје, Метропол, и тоа беше една супер голема мега интервју, вели, господине, вас ве поканувам со председателот да дојдете во Мостар во февруари 2004 година. Добро, рекам да сме живи и здрави, ама не сум во можност ја да организирам пат, веќе ви се организира, или со председателот. Не заминав, не ми се отворија патиштата да заминам со председателот. Но, од друга страна, со оглед на ваквата ситуација, разговарав со мои колеги од други медиумски куќи во светот, истото тоа ми го кажа дека, господин Томич, класично убиство на вашиот председател. Дали има кај вас некој кој се грижи да го демистифицира, да го открие? И јас затоа вечер рекол ги покани двата соговорника кои ќе одговорат на прашање што е тема кога председателот е цел удари врз македонската држава. Господине Ристовски, кому му пречат председателите на Македонија? На кого не? Кому пречи Македонија? Значи, се збори дека е убиство. Дали треба и натаму да идеме со во рукавици? Државата е должна да открие. Значи, државата ги има сите механизми, сите инструменти да дојде до вистината. Има начин како, има знаење на меѓународната цена, ако сакате, како, и мислам дека должност е да се дојде до вистината. Ние не дојдовме до вистината за атентатот на Киро Глигоров. Ќе зборим за тоа. Затоа ни се случи уште еден атентат. Не дојдовме до вистината за атентатот на Борис Трајковски. Значи, ние сме се уште во зона на опасност да ни се случат уште атентати на високи државници во Македонија, затоа што веројатно одредени октруирани центри на моќ имаат поинаква замисла за обстанокот на Македонија како држава. Ние бодеме очи на многу, дури од соседството, тие се ден денеска непријателски расположени кон Македонија. Ова е можеби строг речник, строг вординг, јас сум сепак и политичко лице, сум и духовник од друга страна, внимавам на зборовите, ги мерам во нивната тежина и во пораката која што ја испраќаат и последиците кои што може да произлезат, но јас сум убеден дека независноста и државотворноста на Македонија и на македонскиот народ во неа се уште се под опасност. Најдобриот начин да се справиме ние со таква една ситуација на, да не речам, под обсада, Македонија е се уште под обсада, македонскиот народ е под обсада. Значи, јас тврдам дека грчките и бугарските екстремизми се уште одат на непријателската линија договорена од пред години и тоа што Грција го одигра во ракавици, Бугарија ќе го одигра без ракавици. И мислам дека тие здружено делуваат за Македонија да не успее на незината траекторија да бетонира државноста на македонскиот народ на долг крок. И затоа токму таа државотворност на македонскиот народ е таргетирана уште од самиот почеток на независноста, па ако сакате и до ден денес. Тоа беше под прашање. Дали Македонија плаќа цена затоа што сакаше да биде држава? Да. И македонскиот народ ја плаќа таа цена, меѓутоа, внимавајте, сака малку изборови на охрабрување, тој пат е неминовен. Значи, штом Господ дозволи да се зачне македонската државност, таа и ќе се породи и таа ќе живее.
и тука нема дилема, се додека постојат македонци со срце и со душа за својот народ и за својата држава. Не комерцијални, туку вистински македонци. Значи, јас тврдам дека Македонија ќе обстојува. И со самиот факт што за прв пат Библијата на македонски јазик беше 90-та година преведена и македонскиот народ и луѓето во Македонија можат да читаат Библијата за прв пат во својата историја на постоење на македонски јазик, тоа е уште еден печат дека словото во Македонија ќе расте, дека библиската вистина се повеќе ќе ги осенува душите човечки во Македонија и дека македонскиот народ во даден момент ќе си го фати патот, траекторијата на Божјата вистина и мислам дека благословите природно ќе следат. Од тука јас сум оптимист за Македонија и за македонската државност, освен во делот на политичката номенклатура во изминативе 36 години. Тука имам една бојазност дека имаме премногу инфилтрирано служби од соседството и од пошироката околина на клучни, дури и државни позиции во Македонија, во раководството на клучни водечки политички партии. Мислам дека се уште се води битката помеѓу српските разузнавачки служби, бугарските разузнавачки служби за превласта во одредени политички партии кои што имаат потенцијал да владеат во Македонија. Ќе избегнувам имиња, да не предеме во политичката анализа во тој дел. Меѓутоа, мислам дека Македонија можеби со еден нов процес на лустрација и на амблок отварање на досијата од службите. Од удбата. Значи, сите досија, од осамостојувањето на Македонија до денес и претходно до осамостојувањето на Македонија, мислам дека како што ЦИА направи во еден период од, 100 години, наназад да се отворат сите досија, да видиме кој каде бил, кој на какви позиции стоел, Кој за кого работел, кој кому му бил душман, значи, кој кого кодушел. Значи, не е тоа за да направиме еден мапет шоу, во државава, меѓутоа, ние мора да го изфилтрираме општеството, значи, ние мора да го пројдеме низ сита и тоа што е куколь, тоа што е какол, тоа што е лошо семе, ќе мора да го изместиме од клучните државни позиции и едноставно да се стави на страна, дури генерацијски, ако сакате, да се стави на страна, затоа што во Македонија раздорите, делбите се внатре. А библиски и дури семејството кој е поделено во расправи помеѓу групи е осудено на пропаѓање. Од тука државата, ако ни е поделена на групи во раздори и во расправи, е осудена на пропаѓање. Затоа јас сум поборник на македонското национално единство и јас мислам дека и улогата на Трајковски во тој дел беше значајна во тој сегмент. Тој се обидуваше да го сплоти македонскиот народ, тој се обидуваше да ги намали остриците и судерите помеѓу заострените политички субјекти во Македонија, па дури ако сакате и по етничка основа, македонскиот народ со албанскиот екстремизам. Значи, се обидуваше дали имаше вистински соработници до него во кабинетот, дали умешно тоа го направи, дали ја постигна таа цел или не, веројатно историјата ќе сведочи, времето ќе покаже Вие дали сте е така или доста не. голем инсайдер, значи не дајте ексклузивни информации, затоа ја поканив и ќе биде предизвик во гласот на народот. Само, професоре, вие ова прекрасна книга, монографија со љубов, по кој пат. Димитровски ви благодарам, наистина што се одваживте ја направивте оваа книга. Благодарам и за гласот на народот. Сте единствениот што му дадовте поддршка и благодарам за тие 40 книги. Таа книга заслужува од македонската држава да биде објавена, почитувани гледачи. 860 страници, тоа не се мои домашни настани регистрирани, тоа се 5 американски државни секретари. Тоа се 20 генерални секретари на НАТО, 20 генерални секретари на Обединетите нации. И да не ги редам, тоа се 5000 интервјуа. Не е убаво, не е убаво.
имаме една информација дека во Ротимле, кај што падна авионот, се појавија граѓани, беше еден новинар од А1 телевизија, Сафет Бишарац. И тие зборија дека дојде авион или дојде хеликоптер и ја заврши работата. Зборот на така наречени чистачи. Дали се случи тоа што се шпекулира дека тие ги сотра, ги докусурија, па да те ве молам, повелете. Има три клучни моменти. Да. Прво е тргнувањето на авионот на господин Трајковски од Скопје. Ја изјавувам јавна благодарност за господјата Вилма Трајковска. Вчера ме премина тој траурен ден. Поздрав. Зборувавме прилично долго и на широко и за оваа задоволна многу од монографите што сум направил. И баш испомнав малце за тоа што кога требало да тргне за Мостар, господин Трајковски требало да тргне на 25-ти по после ручек, по пладнето, а не на 26-ти са бајлето. Сега дали не им одговараат на тогашните власти времето, метеоролошките услови, па без проблеми да слета авионот во ова Мостар, го повлекуваат копилотот што работел на овие документи за привоѓање на аеродромот во Мостар, бидејќи се работи таму за аеродром кој што е еден од најнебезбедните во Балканот. И сега 15 сати, односно претходниот ден го повлекуваат копилотот на авионот и го кооптираат господинот Бранко Ивановски. Нов копилот кој немал време да се запозна со сите тие процедури таму, за тоа што има посебни процедури за слетување на аеродромот по Мостар. Тоа е едниот случај. Вториот случај, кога Сабајле тргнуваат на 26-ти Сабајле за меѓународната конференција на инвестиции во Мостар, треба да тргнат негде околу 6,5, меѓутоа Бранко Ивановски како копилот, пилотот, оди во некој таму, не ги знам тие стручни таму кај некои дирекции или во канцеларија, кај што требало да му се дадат документи за летот и приоѓањето, слетувањето во Мостар. И сега има некој документ нотам, кој го пишува, тоа се се факти што ги пишува во двата извештаја, и на едната и на комисијата од 2004 година, и на другата комисија од 2014 година. И сега, кога му ги даваат тие документи, не му кажуваат, односно не му даваат документ кој што е анекс на основниот документ, дека претходната година, дека на 6 март 2003 година, надзорниот радар на аеродромот во Мостар бил изваден, тргнат. И сега останува таму како се вика тие таму уреди за слетување, за правец на авионот на слетувањето на Мостарски аеродром, кој што без тој анекс не може да слетува, затоа што има забрана на Мостарски аеродром да се слетува без радар, а по овие уреди кои што во тешки метео услови, како што биле тогаш таму врнено магла, облаци спуштени до земја, не смеело да се патува. И словенечката делегација го откажала летот, што требало на истата конференција да присуствува. Меѓутоа на копилотот ги земал тие документи нотамно без тој анекс што требало да биде за радар дека отстранет, а и двајцата, и Марко Марковски капетанот и тој копилотот Бранко Ивановски од 1992 година не слетувале ни еднаш на тој аеродром таму, немаат никакво познавање. Тој бил таму кога Бранко Ивановски копилотот бил воен пилот и со некои школски авиони таму од армијата додека студира во Задар на воздухопловната академија слетувал таму. Меѓутоа од 1992 година апсолутно ни Марко Марковски капитанот на авионот не присуствувале, односно не слетувале никој пат и не им биле познато. Тоа е една грешка што е направена во Скопје. Втората грешка, кога стигаат таму на ублизината на аеродромот во Мостар, не одат преку Србија, не одат преку Босна директно таму да идат на Мостар, него идат преку Албанија, па идат Црна Гора, па идат Хрватска доле, Дубровник, па тогаш скршнуваат на Мостарскиот аеродром. До там ги води прво Белградски навигационен там систем што се ова воздухопловство, во Хрватска ги води Загреб и негде 13-14 минути пред да слетат на аеродромот ги презема ова СФОР, воени инструктори, односно контролори на аеродромот во Мостар. Тоа биле војници на СФОР
од француската единица. Тој ги снема после. А? После настанот ги снема. Ги пишува, не го пишува тоа, има у другите прилози што сум ги дал печатени у електронски и така натаму. И сега кога стигаат веќе таму, ми се јавува тој им кажува метеоролошките услови. И сега има шпекулација овие извештаите и у двата, дека кој им кажале тие дека се лоши метеоролошки услови, дека многу се ниски облаците, нема видливост и така натаму, врне и така натаму, требало вика да идат на некој спореден аеродром. Кога стигат веќе на 5-16 километри од аеродромот, овие што се контролорите им ја даваат најтешката патека, која што без радар. Французите се. Французите, Кажете да контролори, тие војни контролори кои не се у кулата, него со мобилна кула, вика, некој мобилно возило на пистата на аеродромот во Мостар. Што исчезна веднаш во 70-та. Само момент. И сега, што се случува? Двете комисии истражните ги обвинуваат пилотите дека не се снашле, односно не биле подготвени така натаму. И го имам дадено официјално, сите тие извештаи ги има транскриптот на разговорот меѓу пилотите, меѓу себе и на пилоти и контролорите. Така. И што најтрагично е, во едниот извештај пишува дека 14 секунди на последните 3 минути кога треба да слетува веќе авионот на пистата, има ги тие позади се таму, кога околу 200 страни има со овиот Сотир Костов неговите извештаи. И кога треба да слетува на ова, у едниот извештај пишува дека го нема ворот, тој што покажува висината на авионот, поради што и настанала несреќа. Истиот случај што е направено на америкскиот авион на Дубровник, на аеродром. Со 30 пати. Истото со ова. И сега што се случува? У едниот извештај пишува 14 секунди, у другиот извештај пишува 44 секунди. Значи 30 секунди разлика. 30 секунди разлика од 44 секунди, кога веќе на средната патека идеш према аеродром, да го немаш, ти фактично не можеш да се ориентираш. Нема вор система, не му работи ни висина, ни му работи далечината и тие го спуштиле авионот испод облаците. Мислел тој копилотот дека нема проблем, ќе визуелно ќе стигне до аеродромот, меѓутоа удараат у тоа брдото таму и овие слики што ги даваат тука се сасвим усупротно со текстот што е во извештај. Да, не ми одговоривте директно, маци дипломатски ми отидовте или одидовте друга страна. Знаете зашто? Кај мене гостуваше господин Панчевски, адвокатот. Да. И во овие раце, моите раце, беше саатот на Бранко. Бранко е мојот комшија, многу ми се сочувствам со семејството на копилотот, значи живееме во иста зграда. Поздрав до семејството. Да. Меѓутоа, значи долго сум со овој случај. Ме молам, кажете ми во Ротимле. Да. Видов и поставам прашање, дали свесно го тргна Сафет Бишевац веднаш? Поставам прашање и до колегата Бишевац. Да. И очекувам емисија да ми дојде некој кога сака. Дека го снимал години 2-3 Сафет Бишевац бидејќи бе земал интервју од Ротимле. Кој кажа дека дојде хеликоптер. Со име и презиме е дадено во овие прилозите што се печатените медиуми и електронските, со име и презиме мештани од Ротимле, кои што кажуваат дека го чуле падот на авионот. Така. Тоа негде пишу 7 и 2 минути, у други извештаи пишу 8 и 2 минути. Зошто разликата е час, тие временски разлики не ме е познато, не ги не објаснува тоа. И сега кога паднал авионот, вика за пола саат, он паднал 8 и 2, вика пола саат, 8 и пол, 9 саат, вика веќе минат 4 джипа, вика на свор, идат горе на брдото кај што паднал авионот. И тоа кога тргнале мештаните да идат горе на ова, ги избркале, не им дали да придат. И сега го кријат авионот од 8 и 2 минути на 26 до наредниот ден до 27 февруари, наредниот ден. Премиер беше Бучковски, Владо Бучковски. Кој? Владо Бучковски. Имаше Црвенковски. Да. Црвенковски беше постана председател после смртта на господин Трајковски. И сега до наредниот ден
не пуштаат некој да стигне таму. Нити босанците им прават инструкции на босанците да таа служба што требало да го пронајде авионот, да го ги праќале на друго место, на друга локација према Столар, там не знам кај е тоа од моста на супротна страна, него кажуваат местото на ова на падот на Кингер. А веќе у 9 час, 8:30 или 9 часот веќе има неколку джипа свор горе на местото на несреќата. И кажуваат мештаните на Ротиме дека 2 пати француски хеликоптери спаѓаат на местото по 10 минути, на местото на несреќата. И го чуваат до наредниот ден, и што е најсмешно, кажува дека локаторот или тој транспортерот што кажува кога в случај на несреќа дава сигнал, елте некои сигнали дава дека се случила несреќа, да, локаторот вика не работел, пише во извештајот дека не работел 2 дена, 26 и 27. Сега што се случува? Вика 26 и 27 него слушнале у бари инструментите на ова на НАТО. Авион после пола саат поминал после падот на Кингерот, не ги забележал овие на локаторот сигналите, други некои авиони слетале на мостарскиот аеродром, никој не ги овие сигнали фатиле. Дури наредниот ден, у 8:24 минути, видиш, наводно поминал некој француски хеликоптер, фатил некои слаби сигнали од локаторот што не е исправен, расипан, и јавува на босански хеликоптер што бил во воздух таму, да слети на ова, да слети на... Подов, по трет пат се повторува. Значи, реков дека колку има години, 22, верувајте ми во 22 години, во континуитет во Гласот на народот се збори. Еве и за оваа информација, господин Сотир Костов со Беговиќ, како се вика, не му беше, Салко Бегич, не му беа дадена можност, почитувани, на една национална телевизија. Јас бев исто така испратен од македонска телевизија по кој пат и работев на Сонце. Замина во една национална телевизија, еден новинар кој секогаш ги гаси светлата, како што разбрав, не сакаше да му даде простор на господинот Сотир Костов да го образложи сето ова. Зошто? Кој бега од вистината? Кој одработува за злосторниците? Тие се критично, односно круцијално прашање што се случувало од падот на авионот. Да, затоа нека се 24 сата се точно, 24 сата од падот на Кингер до наредниот ден кога ги пријавили французите дека наводно фатиле сигнал и дека падот на авионот е лоциран на тоа место таму близина на Ротиме. Тогаш од овие босанските истражни органи и се одплеткува приказната. Сега, што е работено таму? Има и спекулации. Дали беа јагленисани, колку што разбрав, те не беа првично јагленисани, отпосле се заврши работа. Има спекулации од тие во книгата, кои што тврдат дека хеликоптерот што спаднал од босанскиот хеликоптер, дали на МУП, дали на војската, некој специјалец се јавувал директно у сите телевизија во Македонија. Телефонски кажал дека авионот не експлодирал, а тука пишува во извештаите и двете извештаи дека удрил во некој вртаче там што викаат некоја дупка во на Матиш. Да, се сеќам, којата латас удрил во зидот на камење и експлодирал. Сликите што се дадени тука, има сликата кај што што го викаат они страшен зид од камење, обише земја на метар и пол висина, што за Кингерот не е проблем да го прерипне. Оти кога спаднале доле, имале спуштени тркала авионот. Фактички им дале инструкциите, француските контролори им дале инструкции дека слетуваат на пистата и ги спуштиле тркалата. Рулале и се тркалале по Матиш брдо 150 метра. На 80 метри им паја едното крило, десното крило, кога ударат од таа вртаче, ударат на 149 метра од падот, првите контакт на тркалата до трупот, односно до Кингер, кога удрил наводно тој страшен зид. Има сликата, тука ја гледам и се чудам. Викам, како е можно зидот, односно земја, обична ова преграда од метар и пол, го уништил, експлодирал авионот, се запалил и изгорели луѓето. Да, кажете ми таа слика од зидот, а јас со господин Ристовски ќе продолжам. Господин Ристовски, со оглед дека и политичката аспект ќе начнам. Исто така во Охридската... Долната слика, еве, Ричи. Режија, ајде, ме молам. Овие две слики. Долната слика, да. Долната.
Долната еден зум, крупен. Гледа, тоа е Покажете. куп земја мал се разбира, што метар и пол нема висина, да. Долната најгоре. Да. Гората удара у тој цидот прво, па после се, да. Сега долу еден швен. Да. Да. Еден зум. Да. Господин Ристовски, вие бевте најблизок, меѓу најблиските негови соработници, со оглед дека во моите емисии речиси немаше ни 40 дена. Беше исто соговорник кој кажа дека господин Трајковски е убиен. Зошто, викам? Викам, добро, дали си свесен ова што го говориш во мојата емисија? Најсвесно ја кажам ова информација. Господин Трајковски имаше пречувство дека нешто ќе се случи, тоа беше и јавено, дека имаше некој предвидување, не се чувствувал добро и цето она, но збориме за генерал Мајк Джексон и генерал Весли Кларк. Во делот на промената на границата меѓу Македонија и Косово, за 7 километри да се навлезе околу тоа разграничување, код Рафура да припадне на Косово, на таа страна, а господин Трајковски не сакал да чуе. Дали тоа беше причината дека, како што велат, се одметна џакот, ученикот и следуваше тоа свирепо тоа што се случи? Одиме, ајде да речеме шпекулациите. Меѓутоа, да ја слушнеме вистината, ти знаете, имаме, но кога државата не сме да истражи смртта на својот председател, веќе не одлучува самата за себе. Ајде да ја разбиеме таа фама. Ве молам. Дека американците стојат позади некои процеси во Македонија од негативен аспект и дека тие се... Не, јас не зборам поводот и пред се, причината. јас сум проамерикански настроен, секој зборам. Не зборам за вас, зборам за генерално мислење во јавноста. Бидејќи вистински пријатели наши се американците, Да. ја го кажувам секогаш. Дека се одметнало и така натаму. Значи, не станува збор за таа работа. Трајковски одржуваше многу блиски релации со американскиот Стейт Департмент. Значи, не само со председателот, значи, личен пријател беше и со тогашниот државен секретар, генералот Колин Пауел. И, значи, по таа линија ги имаше сите можни информации за се што беше негативен расплет по однос на Македонија и македонската, да речеме, безбедносна позиција во регионот. Сега, јас мислам дека уште еднаш го имам ова говорено, само еден пример како илустрација ќе ви наведам. Седиме една вечер во домашна атмосфера и вели синоќ околу 9 часот ми се јави Колин Пауел. Ми ја велам 9 на вечер. Вели, Борисе, дали имаш воено-разузнавачки информации дека ти се спрема инвазија од Косово? Ова сега го говорам со полна одговорност пред Бога. И вели, немам. Зошто? Вели, ти се спрема, значи, инвазија од косовска страна. И Борис века, јас видно вознемирен, барав информации, податоци и така натаму. И во сета негова, ајде да речеме, не е тоа наивност, меѓутоа отвореност и блискост, вели, Чаре, како совет ќе ми дадете, како генерал, како, не знам. Државен секретар. Државен секретар на Америка Колин Пауел. И му дава совет на Борис Трајковски. Внимавајте, сакам да разбиеме фамата дека американците од секој пат биле пријатели на албанците, на албанскиот екстремизам и работеле против некои народи во регионов, особено против Македонија и македонскиот народ. И Колин Павел му вели, му дава, внимавајте, воена, државничка стратегија. Му вели, ќе формираш снајперска единица од 2000 души. Ние ќе пратиме обучувачи, ние ќе пратиме снајпери, ќе пратиме ноќни визири и ќе ги распоредиш по тројки, ќе ти ги пратам котите. Како доаѓаат во налет,
вие ќе Неутрализирате. ќе ги неутрализирате, албанците не оставаат мртов војник на фронт, ќе ги повлечат и во јавност ќе говорите само за мир. Не знаете што се случува и процесот ќе си тече, за месец дена ќе прекинат и 100 години ќе имате мир. Борис дава налог да се формира единица од 4000 снайперисти. Се собираат 4000. Се собираат, снајперите доаѓаат, денес се на Еребину, може слободно да си проверат. Ноќни визири за гледање исто така. Обуката почнува, тренизите одат одлично, македонците се одлични снайперисти, во JNA бевме меѓу првите 3. И нормално, после 2 недели потребно е дневници, храна, значи логистика. И оваа ситуација председателот му ја објаснува на премиерот каде што е буџетот, каде што се парите. Тогаш беше Лјупчо Ѓорѓевски. Златниот совет што Колин Павел првично му го даде на Борис Трајковски е немој да тепате мравки со стап. Значи, ќе ја примените оваа стратегија што јас ви ја кажувам. И нестрекно, намерно, случајно, наивно, од незнаење, од знаење, премиерот носи одлука да тепа мравки со стап. Донесе одлука да се набават тенковите од Бугарија, да се набават хеликоптери од Украина и да се удри жестоко. Кај што има провизија. Значи, ова е Сухојски. вистина. Ги сопре парите од снајперската единица, тие не добиваа, неодржливо беше вториот месец, затоа што луѓето си бараат плата, си бараат дневници, си бараат храна. Не можете вие да ги држите. И таа идеја пропаѓа. Он набавил Т-55 како старо железо од Бугарија. Значи, тогаш Па да го спомнеме, господин Рисовски, тој Лјупчо Ѓорѓевски. веројатно се целеше да се испровоцира масовно општонародно востание кај албанците и во тој период имаше уште една драма за која што сум јас сведок по сеќавањата, нели, од разговорите со Трајковски, дека 20.000 бугарска чизма чека на ДВБР да влезе во Македонија. Збориме за тој период. И воено-политичкиот врв заседава и тука настанува веќе отворен директен судир меѓу председателот и премиерот. И сега прв пат ќе кажам, председателот ми вели, имам цело досие од 200-300 страни за класично велепредавство. Можам вечерва да пратам да го уапсат премиерот. Лјупчо Ѓорѓевски. Вели што да правам. И јас покосен, што совет можам да дадам. Велам, македонец, председател, апси, македонец премиер, во услови на конфликт. Имаме ново братоубиство, после Василий Самоил, Филип Александар, проклетството во Македонија продолжува. Јас велам, тука не можам да дадам никаков совет. Една дигресија, ќе се Тоа се случува. Ајде. Во таа жестока расправија дава Соломонско предлог решение, вели, ние како политичари не може да одлучиме, ќе ја напуштиме просторија, генералите сами ќе одлучат можат ли да се справат со военава криза или не можат. Ако не можат, ќе бараме помош од соседите. Излегуваат двајцата, генерали одлучува дека може да се справат и така се движеше развојот на кризата 2001 година. Имаше раздор внатре во владата помеѓу министерот за одбрана и министерот за внатрешни. Затоа беше трми застани. Може да се име ве молам, сакам на народот, тоа меѓу Љубе Бошковски и Уште една Бочковски. информација. Доаѓа началникот на генералштаб во кабинетот на председателот и ги вади воените мапи за Рачиново, кога беше ситуацијата. И почнува да зборува. Овде ќе влеземе, тоа ќе направиме, ова ќе направиме. Тоа беше вечерта кога Борис Трајковски мораше да донесе, нели, воена наредба, дали ќе одиме со напад или не. Да потпише наредбата да влезат во Рачиново.
кој имаше огромен притисок во јавноста, се сеќавате. И Борис Трајковски нервозно му ги затвара сите тие воени мапи, му вика: генерале, не ме интересира што ќе правите, постапите војнички. Кажете ме колку дена ви треба да ставите македонско знаме во центарот на Рачинова. Овој му вика 3 дена, даја наредбата 7 дена. Имате 7 дена, Рачинова да се неутрализира секоја воена непријателска сила. И е потпиша наредбата, Борис. Како што и во еден друг случај, Радоше исто така и така натаму, небитно, тргни застани стратегијата беше внатре, меѓу министерот за одбрана и министерот за внатрешни. Значи, меѓу другото, предавството, дајте му име слободно велепредавство и барете го внатре во тогашната влада. На кое ниво, меѓу кои личности и како, тоа треба друг да мисли. Да. Меѓутоа дека ситуацијата поврзано со воената разврска на конфликтот 2001 година одеше трапаво и траљаво така како што одеше заради внатрешните раздори на високи министерски позиции, нели тогаш имаме влада на национално единство, внатре беа и ВМРО и СДС, едните влечеа на една страна, другите на друга страна. И тогаш веќе ситуацијата беше травматична. Иначе Македонија не само тогаш, него и сега секој пат има и ресурси, и сила, и знаење, и стратегија како да се справи и да неутрализира непријателска воена сила внатре. Јас и тогаш тврдев дека може, и сега тврдам дека може, меѓутоа некои систематски работи на разградување на тој воено-безбедносен сектор внатре во држава веќе 36 години. Македонија денес е оставена без здрави воени ресурси за одбрана од било каква непријателска ситуација од надвор. Во моментов. Значи, ние имаме, нели, висок функционер во НАТО во моментов. Меѓутоа, ако македонската армија во JNA по бројност на пилоти и по квалитет на пилоти била втора после Србија, ние имаме изворенни пилоти. Во времето на Клјусев 50 воени пилоти на воени борбени авиони беа на располагање на македонската армија во формирање. Дали знаете дека не им дадовме работа на тие? Не ги задржавме во Македонија, полагаме лиценци да одат во цивилни авиокомпании, комерцијални. Тоа е свесно секој случај направено. Апсолутно свесно. И ако сакате, погледнете воената стратегија до 27-8 година, ќе видите дека силата на македонската армија или одбрана и безбедност се потпира на главно на човечкиот фактор, значи на људство. Ние имаме професионална армија и тоа значи дека не може да биде тоа масовно, затоа што немаме резервен состав. И обична воена опрема, знаете, оние теренски возила и така натаму. Немаме тенкови, ајде, ке речеме сега се хибридни војни и така натаму. Немаме борбени авиони, немаме борбени хеликоптери, а можеме да ги имаме. Отидоа за Украина. Не, може да имаме и нови. Можеме да имаме Од Украина се земени тие сухои што во стратегијата на нашата, во стратегија на партијата, ние имавме комплетно нова воена стратегија за Македонија, базирана на изворено модерно наоружување. Ние немаме радарски систем во ЕЦОВ во Македонија, со кој што може да детектираме. За мене е најголем пораз и најголем срам македонското небо да го чува туѓи борбени. Да. Меѓутоа, господин Ристовски, сакам само нешто да спомнам. Ја го слушав вчера премиерот кој даде оценка за сите, не само за нас поединци, туку дека Македонија ја контролира територијата. Ова зборам за тие
јавачи на апокалипсата што сака да си играат некакви играри, дестабилизации и сето оно. Но реков дека не се открија тие 32 милиарди евра украдени, буџетски средства, и добро кажавте, најголема кражба е со ребалансот на буџетот, каде што може комотно да се краде на големо. Може уште една поента плюс. Вемо. Во апропо ова што го говорев, ќе ми простите. Еве ви уште една илустрација. Еклатантен пример дека станува збор за внатрешно велепредавство во комплетот 2001 година. И второ, значи, ја праќам пораката дека Македонија колку што има непријатели на меѓународната сцена, особено во соседството, толку има и пријатели од моќни држави во светот. Се согласувам. И денес. И јас тоа одговорно го тврдам. Една од тие моќни држави, воено надмоќна држава, да не го кажам сега името, доаѓа кај председателот Трајковски и ова е порака до не само албанските екстремизми, него било кои екстремизми во регионот да знаат да не се играат со Македонија, затоа што, нели, литературно ако гледаат, копањето по површината не е целата вистина. Ние имаме длабоки бразди на меѓународен план. И тоа денеска го имаме. Прашање е кој знае да го искористи. Имено, доаѓаат кај председателот Трајковски и предлагаат следно. Ќе ни дадете 2000 униформи македонски, од македонската армија. Еве ви список на броеви конфекцијски. 52, 54, 58, 60, 62. Броеви. 20 од овие 30, 2000. Ние ќе одбереме еден хангар на аеродром. Ние ќе го обезбедуваме неколку дена, односно 2 хангара, извини. Ќе ги обезбедуваме и ќе ти кажеме неколку сати пред да слетаат нашите транспортни авиони во хангарите, да исклучите струјата во потегот Петровец Рачиново. 2 сати да нема струја. Да слетаме во темница. Пошто од Рачиново следат кој слетува, кој полетува од Петровец, кој доаѓа, кој кај и така натаму. Па бришам просторот. И вели ќе ни дадете 72 часа. И ние ќе ги чистиме на терен се што го координира, води воениот конфликт 2001 година. Ги знаеме точно, по име, по презиме, кои се, кај се келиите, кај се слиперси, се знаат. Собе ово одговорно пред Бога го тврдам. Станува збор за моќна, воено надмоќна држава, која што точно ги знаеше келиите во Македонија. Точно ги знаеше. И кај се слиперсите, и кај се во Слупчане, во Рачина, во сегде. По име, по презиме, по лик, по фотографија. И вика, само 72 часа ни треба. Ке ги чистиме и ке имате 100 години. Да. Една дигресија. И внимавајте се. Да. Зошто не се случи тоа? Повторно одговорот барете внатре во владата. Кој го контролирал ЕСМ, кој ги контролирал службите, кој можел да изведе една таква операција, кој бил надлежен за 2001. Збориме за 2001 година. Во таа широка коалиција. Да. СДСМ, ВМРО. Да. Лјупчо Георгиевски и ова другата клика. Натаму вие се знаете. Да. Значи, Една ова дигресија. Ова е втора ситуација во која што ние можевме да го решиме Тоа конфликтот ми до тебе. по моделот немој да тепате мравки со стап. Со стап. И да не се занесуваат албанскиве екстремизми од Косово, од било каде и така натаму. Пријателството со тие држави и ден денеска е живо и стои. Еден ден нема да има влада со раздор внатре. Ке има влада која што е здрава, цврста македонска и која што ќе заигра на карта на македонскиот интерес. Да. И тогаш може да изгуба се. Да. Само една дигресија, ако ми дозволите вака како домаќин ме замолувам. 2001 година јас имав таа можност да го побарам преседавачот на Советот за безбедност Владимир Јалченко, украинец, кој за моје задоволство и на вистина објективноста негова ми се обрати: Слободан, молим те, кажи што се случи, што треба да кажам. Викам, вие знаете, председавачте на светска влада. Што ни се случува? Имате увозен тероризам од Косово.
Тоа беше изјавата на Владимир Јелченко, почитувани гледачи. Значи, премиерот на светот. И господинот Владимир Јелченко, после таа изјава дадено за македонска телевизија и за мојата маленкост, во моето интервју, за 14 дена веднаш го тргна за Украина. И уште една, 2001 година, 19 јануар, бев со Карл Дел Понте, како прв и единствен новинар од Југоисточна Европа, кога и ќе ве потсетам, кога не се заканев, само и кажав дека ќе одговарате и вие како Милошевиќ и ќе се најдете пред Хашкиот трибунал. И се наоѓа и за жолтата куќа, каде преведувач беше Артан Груби. Зошто не беше обвинет ниту еден муслиман, само православни христијани. И конечно, незиниот заменик на Карла Дел Понте, со кого имав интервју, тоа е Грахам Блуит, и ова се неговите оф-рекорд, меѓутоа влезу камера, рече, вие направивте грешка, апропова, тепање мравки, како рече, со став. Зошто не ги ликвидират, неутрализиравте на првиот ден? Првиот ден, темо, како се викаше местото на влезот на таа не. Познат по едно растително растение, тоа му доаѓа од Танушевци. Од Танушевци. Значи, ова е изјава која влезе во камерата моја 2001 од Грахам Блуит, заменикот на Карл Дел Понте. После тоа што и се заканив, и обвинив, почитувани е обвинив, дека е соучесник на тероризмот. Кажа, ти си храбар новинар, но еве ти информација. Вие требавте да ги ликвидирате целата натре инкорпорирана екипа која дојде да направи немир во Македонија. Се враќаме на фактичката ситуација и за председателот Глигоров, но уште малце. Не ми дадовте одговор за тие чистачи. Не, па... Немате информација? Имам. Повелете. Имам од... Дали тие чистачи ги завршија, значи дојда ги дотепа? Знаеш како настана го објаснувате? Објаснува. Перфиден атентат со монструозно злоштарство. Така? Со тоа се е кажано. Сега, ова настанот од падењето на Кингерот до наредниот ден кога беше босанските власти доаѓаат на место на е најкритичниот момент во целата таа ситуација. Немаме, може само да спекулираме што се случувало за време на Кингерот. Тоа преска што го кажав со малото реч, што дека Кингерот се спуштени и стајни трапове, тие тркалата и се тркало по Матиш Брдо, не е може да предизвика таква експлозија и да предизвика такво пожар. Јас морам да покажам книгата, ми би става задоволство што имаат емисија. Има, значи, меѓу редовите тука има многу индиции, односно многу факти што се дадени оваа кои кажуваат, односно прикриваат, али измеѓу редови може да се наслути дека ги спомнуваат малце тамо само овие чистачите што се француските единици на СФОР, дека стигнале со жиповите, дека не давали никој да се приближи. Пивоваров како шеф на војното разузнавање после истиот ден кога паднал Кингерот по Пладне бил таму со некоја екипа за да го барат Кингерот, со оружје му се заканувале дека не смее да приде до местото. Да се доближи. Да се доближи до местото. Пивоваров. Да. И сега што е најсимптоматичното у тој случај, транскриптот што е меѓу пилотите и меѓу контролорите и пилотите не ја даваат лентата, тие некои магнетни ленти има на снимен разговор. Француските контролори не ја даваат денот кога паднал Кингерот на 26-ти, им барале брусанци да ги дадат лентите, не ги даваат ни наредниот ден, тек вечерта на 27-ми после 35 часа. Викаш, имало шанса да ги монтираат, да ги сечат, да ги надградуваат, да ги бришат, да ги кројат. И што е најинтересно, правев анализа на транскрипто, првиот извештај од 2004 година и вториот извештај од 2014 година. Транскриптите на тие ленти, што ги ова некој биро стручно у Германија ги отворил црните кутии и ги преведувале тамо и тоа имале од македонското стручни лица во таа делегација што ги прислушувала лентите во Германија, транскриптите различни.
едниот извиште еден транскрипт разговор меѓу пилотите и меѓу ова, и што најсимптоматично уште повише интригантно, во вториот извиште кажуваат у транскриптите дека се појавува непознат глас. Како? Непознат глас у снимките. На 9 места го има. Бегајте ова, друго, трето, знаеш, кратки реплики. Јас сад шпекулирам во тоа предговорот дека можеби дали е тоа гласот на на председателот Трајковски. Оти Кингерот има, вчера правихме мовет това стручно, има две седиши за пилот, па има меѓу двата пилота седише помошно за инженера кој патува, а не патувал тогаш. Сега, или господин Трајковски на председател, гласот, тој непознат глас што го има на овие магнетни ленти на црните кутии, или некој од телохранителите, или некој од тие уште 20 што ги има таму патници, Миле од Министерство на одборшни работи, овој другиот, не знам како се вика Митрле, не знам како се викаше советникот на господин Трајковски. Некој башки глас се појавува на 9 места на лентата. Дали е монтиран, дали што е упраши, не објаснува. Советник зашто беше? Мола? Стево Пенаровски да не? Да, не е не се качил тога, не е патувал. Не е патувал, видиш, и тоа е... Да. Утрото во... Јас дознав за случајот дека околу 8:10 ми се јавува Јорген Енгел, тоа беше од IMG, International Management Group во Македонија, и ми вели дали имаш сознание дека исчезнат авионот на председателот Трајковски. Јас реков нема сознание, ама ќе се јавам до фамилијата да проверам. Фамилијата веќе знаеше дека е исчезнат авионот. За по 10 на 15 минути да ми се јави Јорген Енгел, дали 8:20 беше, дали не знам 8:25, вели се слушнала експлозија на некое брдо таму во местото. Противно. Ама внимавајте, на спротивната страна од каде што е несреќата. Експлозија. Каде што го откриваат авионот. Кај што го бараат босанските власти, што нема нема врска. Да, ама не таму, и мислам дека и Соре отиде на таа страна. Не, директно отишле после пола саат И пишува во суштина, за тоа време додека се пренасочува потрагата таму, веројатно се случува тоа што се случува тука. И местото на несреќата, да. И внимавајте, Трајковски беше 2 метра. 2 метра човек. Значи, толкава експлозија и толку долго горење на телото, значи не може да го смали во миниатурка. Да. Значи телото на Трајковски беше Шпекулира тука сум дал добавил. Сандакот. Значи се претпоставува и се алудира дека такво смалување може да настане енергија, температура. Огромна температура. Значи да развиеш огромна температура. Појако од керозин. Ни од боцата за кислород, ни од таа количина на керозин. Значи во такви временски услови не може да развие температура над 1000 степени за да се случи ова. Тоа може да биде само крематориум или нешто што е концентриран значи оган. У прилог на тоа ќе кажем дека овие од ротими таму кажуваат дека 2 пати после ручек, значи прво отишле джиповите 9 и нешто, одма 1 саат после ова несреќата, отишле 2 француски хеликоптери. Се спуштале 2 пати по 10 минути. Тоа е негде после 12 часот, 26, а оште не го кажуваат ни на македонските власти, ни на босанските власти дека е местото на несреќата на Матиш Брда, разбираш? И сега до наредниот ден, кога ја викам се зомбирал локаторот, се поправил самиот од себе, оти кажува извештајот скршени антени на локаторот, скинет кабел, внатре ламела некоја прегорени и така натаму. И вториот извештај што од 2014 година наводно дошле некои струшјаци у Скопје тука у хангари некои и нашли остатоците од авионот, го нашле локаторот и провериле вика исправен локаторот. Са 2 дена го нема ништо, пишува дека нема никаков сигнал, а тука после Скопје после 10 години локаторот бил исправен. Апропо тезите за атентат, значи сакам да ви кажам дека мислам дека и јавна тајна е председателот Трајковски беше предмет на неколку обиди за атентат предходно.
Јас само еве еден случај како илустрација. Требаше да се отвара, дали беше фабрика за текстил во Берово или не знам, некој објект за Берово, и заедно со тогашниот министер без ресор Раде Стојковски од Демократска партија на Кошев, да. Значи, колоната за, мислам дека тоа беше уште пред да бидат председателските избори. Како Август, некаде август месец беше, а председателските избори беа некаде октомври. Или беше во период на кампања, не знам, сега не ме држете за збор, меѓутоа во колоната прв оди Трајковски, дали како заменик министер за надворешни беше тогаш. Да, заменик министер. Втор во колоната оди Раде Стојковски и позади оди полициско БМВ. Возило сега, БМВ мислам дека беше. И тргнуваат на Каберово и Раде му се јавува на Борис и му вели, пошто мислам дека тогаш е 28 август голема Богородица, вели соборот Берово, да. Покрај соборниот храм ќе застанеме со, он беше со сопругата и со керката и со синот. Иначе Раде имаше една трагедија, третото дете му загина на 5 години. Со врата од гаража паѓа и му загинува детето. Претходно. И вели на голема Богородица сакаме да запалиме свеќе во соборниот храм. И Борис вика, добро, ние ќе те почекаме кај Континентал тука во, нели, засекот. И завршуваат 20 на минути колку е церемонијата таму и Раде прошишува напред и Борис и полициското возило по него. А прво колоната беше Борис. Раде па ова и овој момент го менува распоредот и Раде оди прв. Раде и сам возеше многу брзо и така натаму и неговиот возач исто така брзо, значи набиваат едно темпо. И се случува тоа што се случува кај тунелот Катланово, после тунелот на Свиокот, од таму на джип на Швеѓански и тие се хворли, не знам што е тоа. Во обратен правец и имаме директен судар, првото возило. А тоа беше наменето за гине Раде Стојковски, гине сопругата, гине девојчето. Имаше и здравствени проблеми, ја лечеа во Париз, останува само синчето, останува живо едното синче и денес е жив, јас не сум го видел одамна, меѓутоа значи, ова беше класичен случај за обид за атентат на Борис Трајковски, пред да стане председател. И еве играта на случајот го става Раде прво колоната и гине од симптоматични причини. Тие не беа ни осудени, беа повлечени мислечени во Шведска, швеѓани мислам дека беа. Како и французите што беа тргнати. Да, тие се тргнати, не е водена никаква истрага, можно е да ја сменете идентитетот, може не знам. Како со французите? Исто со французите контролори. Меѓутоа индиците беа сериозни дека беше обид за атентат врз председател Трајковски. Едно прашање што се протка, јас морам да го поставам во оваа вечерашна емисија. Дали е точно дека и се заканува на госпоѓата Вилма Трајковска да не реагира и да не чачка, да не истражува, бидејќи ќе биде опасно по незиниот живот и на децата? Ве молам, можете ли тоа да ми кажете? И се јавуваат од Дудба и велат наш совет е да не се значи многу ангажираш зошто, што и како, имаш 2 деца. А што па Удба? Или така нарекувам? Значи од МВР се јава висок функционер. Од нашата МВР. И вели, пораката е памет во глава. Имаш 2 деца. Со закана, значи. Па јас не знам дали било тоа закан или не, меѓутоа што би можело да види, да? Можете од 3 минути за господинот Киро Глигоров, со оглед дека дадовме поголем акцент за господин Борис Трајковски, само за едно објаснување, почитувани 20 соговорници,
Јас го кажав врз основа на ние знаеме дека американската политика е конзистентна, но има такви симпатии како што во Приштина голем монумент да Бил Клинтон, пријателот на Епштајн, каде што има булевар Бил Клинтон и не знам Хилари дали има исто така. Но Весли Кларк знаете дека таа од Демократската партија, Майк Джексон мислам дека од Републиканската или исто и така и тој од Кој? генерал Джексон. Тој принцот. Не Майк Джексон, но генерал што беше ја рокодеше војната 2001. Кларк. Односно 2001 избориме исто за 99. Беше од НАТО. Да, Джеймс. НАТО. Меѓутоа Демократска партија, така ја беше. Не знам, не. Не се како да е. Значи поентата е тоа што беше несогласување меѓу нив, господин Ризовски, меѓу двата генералот и командантот на НАТО. Во оглед на тоа каде дали да дојде до разграничување, да доаѓа до промена на границите. И господин Трајковски рекол нема да помине. Дали тоа ги изнервира? Не. Нека помине во делот на шпекулациите. Може ли да не спекулирам многу? Ја мотивите сум ги напишал тука, што се мотивите од прилика, што евентуално зошто се случило Професоре, атентатот, децата наши треба да учат вистинска историја. Да, па тоа ми избора. Рековме дека насловот е кога преседателот е цел удари врз тоа е удари врз македонската држава. Имаме се уште во Македонија интриганти, медиокритети, со право ќе дадам таков квалификат, продадени души, платеници кои не одработува за туѓи бели дворови. Конечно, вашите се минути поделете ги и наистина треба крај да се стави. И еве, повелете, ве молам. Уште една ситуација. Борис Трајковски во посета на Белата куќа. Да. И пред да влезат новинарите и му вика на Буш: Џорџ, може ли пред да почне конференција да се повлечеме јас и ти на молитва? И влегуваат во овалната соба. И Борис, како што го дал Господ, паѓа на колена и почнува да се моли: God bless Америка, God bless Bush family, God bless all, God bless all. И Буш го гледа, паѓа и тој на колена: God bless Македонија, God bless all, God bless она. И го застанува и му вика: Борис, додека е мојот мандат, што сакаш да направам за тебе? Како можам да ти послужам? И Борис, спремен, вели да ја признаеш Македонија под уставно име и да ни обезбедиш брз влез во НАТО. Ништо друго не сакам. И Буш му го ветува тоа во името на Бога. Да го добием вториот мандат, веднаш ќе ја призна Македонија под уставното име и ќе работам здушно да ја примеме во НАТО. И затоа 2008 година во Букурешт Буш рече: од денеска Македонија И е во НАТО. Меѓутоа не се случи тоа. Ама барете го извориштето на тоа зошто не се случи на релација тогашниот председател, тогашниот премиер и владата. Значи, барете го таму. Затоа што се беше договорено Македонија да влезе. Во последен момент некоја протна информацијата дека Македонија е спремна да попушти за промена на името, дајте да го одложиме приемов за наредниот самит. Прв да го слушав. Значи, Црвенковски и Груевски, така? Значи, јас ви кажувам сега во тогашната номенклатура. Да, беа тоа Значи, да, здушно Црвенковски председател, Груевски беше премиер 2008 година. Буш беше толку бесен за таквата ситуација, значи бесен за таквата ситуација, тој пред Бога му вети на Борис, Борис не е жив веќе, го оствари едното ветување, второто не можеше да го оствари. Меѓутоа има друга информација. Сега слушате уште Ајде, едно. ве молам. И кога веќе се случува тоа што се случува, моите информации, значи не можам да дадам доказ, меѓутоа моите информации од американски извори, високи политички извори, говорат дека тогаш на Македонија и беше понуден во замена за
дебаклот во Букурешт, значи, внимавајте, државен, војно-политички договор од типот на Израел и Тајван. Со Америка директно подпишува. Значи, државен, војно-политички стратегиски договор. И овие се исплашија нашиве челници, многу силно им дојде. Значи, затоа нас ни требаат лидерства кои што се храбри државнички. И Буш, разочаран, си оди. Овие умеѓу време им текнува што направиле и држ не дај. Во Загреб стартуваше Буш, бараа средба во Загреб и одат Црвенковски и Груевски во Загреб. И вика, дај да почнеме со меморандум, со најниското. За техничка соработка што го имаме. Најобичен меморандум. Ние немаме договор за стратегиско партнерство со Америка. Нека нема заблуда во македонската јавност, ние немаме како држава. Значи, јас сум професор по политички науки, јас точно знам што значи меморандум е најниското ниво на желби. Меѓутоа, можеме ли со Трамп, да речеме, оваа ситуација, во оваа констелација на политички сили, можеме, каде што господот, верувајте ми, ја не сум пиар на господинот Христијан Мицковски, не кријам, реков дека му дадов поддршка за волјата на вистината и бидејќи видов што имаме зад нас и околу нас, и нам не ни останува. Реков како што почнав на почеток, ќе завршам и на крај пред да ги им се заблагодарам моите соговорници. Ова е последната страница за Македонија. Нема дефетистички да звучам. Како во овие 46 години мои во мас медиуми и моите интервјуа со 5 американски државни секретари со кои не се лигавев, туку се борев за Македонија. Господинот Доналд Трамп, сигурен сум, во оваа ситуација, а одиме смело, почитувани по тие чекори, требаме да здушно, што вика господинот Ристовски, да се интегрираме, а верам господинот Мицковски ја знае својата работа и да ја заврши таа работа час поскоро. Ви благодарам, професоре, што бевте мој соговорник, да бидете живи здрави. Чест и задоволство беше што многу шпекулативни теми, што немат храброст никој да ги начне, еве во гласот на народ ги начнав. Честитам. Професоре, да сте ми живи здрави. Благодарам за поканата. Ви благодарам, господин Димитровски, по 10 пат. Благодарам што ова го објавивте. Направивте големо дело. Благодарам на вистина за гласот на народот. Оте јавно кажу. Благодарам, тие 40 книги многу ми значат. Меѓутоа, заслужуваат сите македонци да имаат тој зборник, че ја слушнете од јавата и го гледате зборникот Мој гласот на народот со сите политичари од светот, вклучува го и Борис Трајковски. Бог да ја благослови Македонија и сите вас, да сте ми живи и здрави. Ве поздравам од мојот тим, продуцентот Кристина Томич и Ивана Алексовска. Имавте вечерва што да слушнете, почитувани. Се гледаме идниот петок по истото време. На демократијата. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре во исто време на Вистинска телевизија.